Добар ден, почитувани, стартува нова М+ на телевизија Телма. Кои се причините за обстипација, односно запек бебињата и малите деца? На оваа тема ќе зборуваме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџивадем Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи. На самиот почеток би сакала да разјасниме дали секое проблематично празнење на цревата е обстипација, е запек. Апсолутно не, апсолутно не. Видите, тоа е многу еден интересен феномен да многу често го добиваме во нашите амбуланти педиатриски, зборам генерално секаде, во случај да речеме едно бебе да нема ден-два столица и пациентите, мислам родителите се плашат дека се работи за запек. Тоа апсолутно не е така. Особено независно од исхраната додека е бебе, да речеме, во тек на првите месеци, особено во животот, многу зависи од начинот на исхраната. Знаете како, ако бебето е на доење, на природна исхрана, едноставно може да има и 5, 6 и 7 столици у денот, нели, ама може и 5 дена да нема столици, тоа не е запек. Тоа е прашање кое често доаѓа до нас. Зошто се јавува тој проблем на почетокот е тоа во првите месеци од животот, меѓу вториот и третиот месец? Преку ноќ се случува детето да има 5, 6, 7 столици, одеднаш 5 дена да нема столици. Да, тоа е еден интересен феномен затоа што знаете како бебето додека е во матката, значи додека е мајката е стерилно. Кога ќе излезе надвор во светот, почнува да се колонизира со бактерии, вируси и се што има околу нас, нели. И во тек на првите месеци во цревото на детето се внесуваат, односно се развиваат огромен број на микроорганизми. Впрочем, и ние возрастните, како и бебињата, имаме 100 пати повеќе микроорганизми во цревото, отколку што имаме клетки со кои што живееме. Целата флора која што се наоѓа во цревото, во тенкото и во дебелото црево, може да влие и многу влие на формирањето на столицата од една страна, од друга страна и динамиката и брзината на движење на цревото исто така. Од трета страна многу зависи и начинот на исхрана. Ќе видите кога ќе почне детето со дохрана меѓу 4 и 6 месец, тогаш и самата столица се регулира на некој друг начин. Значи, идентична е самата по конзистенција, форма и така натаму, меѓутоа се регулира почесто. Значи, дете му кој е на доење може да нема 5-6 дена столица, затоа што и самото млеко се искористува мајчиното млеко многу повеќе, отколку што се, да речеме, вештачките формули. Така, значи тука нема простор за паника, не треба веднаш да трчаат на педијатар? Апсолутно нема потреба родителите веднаш кога се плашат да бидат упаничени и посебно не одма да почнат да користат разни чепчиња за да бебето, односно детето, или микроклизми, уште повеќе, да, точно, често се користат тие. Нема потреба затоа што у суштина треба да се види ако веќе имаме состојба во која што детето има тегоби, бебето има тегоби, кои што идат со болки, со плачење, со грчеви, например, па не е искакано, тогаш, например, да дојдат на прегледи да се види, евентуално да се побара причината за сето тоа. Има еден интересен податок дека, сам чисто како информација, дека бебињата кои што се родени со царски рез, почесто имаат, ако смеам да кажам, запек или нели блага обстипација, отколку децата кои што се родени по природен пат. Тоа е сосема нормално, затоа што бебето кое се раѓа по природен пат ги закачува при нормалното раѓање и движењето низ родилните канали оние пробиотици кои што се позитивни пробиотици, што би ги кажал пробиотски бактерии, и побрзо тие се го колонизираат, да речам така, цревото, нели? И на тој начин се регулира подобро столица. Затоа и наш став, да кажеме, педиатриски и неонатолошко-педиатриски став, да бебињата кои што се родени со царски рез, во основа треба и покрај тоа што се и да бидат на природна исхрана, сепак треба да им се помогне во регулација на флората, а со тоа и на столицата со додавање на пробиотици. Споменавте дека исхраната, односно храната, има голем удел во сето ова. Да, апсолутно. Што тоа значи? Која храна може да создаде обстипација, односно запек? Дали не треба да се претерува со банана или со ориз? Како да се направи една избалансирана исхрана? Знаете, непосредното влијание на столицата, на бројот на столици, на празнењата и на сето тоа има и начинот на исхрана. Нормално зависи малку и од возраста на децата, нели? Од една страна, кога ќе ја земеме онаа возраст 5, 6, 8 месеци така натаму, и над година дена, по принцип треба да се внесува
повеќе храна која што ја омекнува столицата. Тоа вие да речеме од овошјето праска, кајсија, нели печена јаболка на пример, круша на пример, да речеме, но треба да се внесуваат и многу растителни влакна кои што доаѓаат од зеленчукот исто така и да имаме внес на зеленчук од типот на зелениот зеленчук од типот на блитва, спанак, коприва, да кажеме, која е исто така многу хранлива со многу железо во себе. Наспроти тоа, она што некако малку доминира најчесто во исхраната на децата се храни кои стегаат столица, како што вие да речеме ориз, компир, банана, на пример, или кај деца над година дена чоколадо заедно со смоки, чипс и така натаму. И гумени бомбони. Апсолутно. И гумените бомбони или да речеме овие да речеме разни чипсови. Така да многу е битен начинот на исхрана за да се избалансира и за да биде регулиран стомакот, мора да има баланс во таа храна. Значи мора да има овошје кое што најдобро е да е интегрално овошје, нели, да не е посебно термички обработувано. Како што и полно пати кажуваме, да кажеме, на пример, феноменот на давање на цитрусните сокови на децата, нели, помаранџа, цитрони и така натаму, подобро е да ја јадат, затоа што во пулпата има биофлавоноиди, а во сокот ги нема. Ако збориме за тој дел од овошјето. Значи, мора да има баланс и она што е исто така многу битно, што сакам да кажам, да чујат гледачите, дека мора да има адекватен внес и на месото како производ. Тоа е сектор за кој што знам дека можеби сега многу луѓе кои што се вегетаријанци или вегани можеби ќе кажат дека не е баш така. Меѓутоа по принцип да знаете дека човекот е месождерно животно. Структурата на телото е таква и мора да има адекватен внес на протеини, затоа што во месото покрај протеините и самото месо заедно со зеленчукот кој што се конзумира, да кажеме, за ручек кај децата, обезбедува подобра регулирање на столица. Што е со течностите? Дали недоволниот внес на вода може да придонесе за таков проблем? Водата, водата, значи ако мора да има, значи кај деца кои што се над 7 години, веќе мора да има некаде барем 1000 милилитри вода дневно да внесат, да испијат, да кажеме, вода. Најчесто децата ги пијат во форма на сокови. Меѓутоа, водата е еден од феномените кои што мора да ја има во телото и мора да ја има во адекватен... И колку е помало детето, течноста, односно водата, односно чај, да речеме, ако е дури и таа форма да ја гледаме на внесна вода, треба да е адекватна за да се обезбеди балансот. Оти организмот прво што прави, пробува да ја заштеди водата, ако не ја внесува. Еден од елементите за заштеда на водата е влечење на водата од тенкото црево, па дури од дебелото црево подоста, и тогаш се успорува празнењето на цревото и тогаш може да се појават тој феномен на малце успорени столици. Пред кога кажав за исхраната, сакав да споменам само уште еден производ кој што е многу добар, како што е, например, сливата, односно посебно компот од модри сливи, суви сливи, да речеме, е нешто што исто така многу добро ја регулира столицата. А еден од најлесните начини, природни, ако веќе се толку уплашени родителите околу самата столица, наместо да користат клизми, микроклизми, чепчиња и така натаму, е да дадат малце поконцентриран раствор, односно над 10% раствор на течност со шеќери. Шеќерите се тие кои што онака ние велиме осмотски, така нели, повлекуваат осмотски и ја омекнуваат столицата и едноставно го протеруваат детето. Такова е многу корисен совет. Па дај, знаете, тоа е вака многу едноставно, дури ние на бебе ако му дадете на пример течност во која што има над 10% раствор, да речеме 15% раствор на каде што има шеќери, оно одма ќе има празнење на столицата. И тоа е еден овака многу едноставен начин за кој што не треба многу да се комплицира, така да кажеме. Ние секогаш велиме дека кај децата кои што имаат добра нормална столица во доеначка возраст, зборам, не смее да се внесуваат раствори шеќерни повеќе од 7 до 8%, а впрочем имате и многу препарати кои што се користат за столица добивање кај деца кои што по принцип се шеќери. Така. Доктор Сајковски, често пати родителите кога се сомневаат на обстипација на запек,
знаат да употребат врфотопломер како иритација на аналниот отвор, некои користат и рачко од сардела. Да. Дали сето тоа треба да се применува како начин на стимулација на цревата? Тоа е еден стимулатор на празнење на цревото, нели? Да речеме ова што рековте сардела или термометар, да кажем. И тоа е нешто што многу често се прави. Меѓутоа, тоа го прават родителите многу често, дури да речеме ако детето нема еден ден столица, бебето ако нема еден ден столица и веднашка, значи нема потреба веднашка да се прави. А особено не ако е детето на природна исхрана, кој е на мајчино млеко. Тука апсолутно нема потреба. Значи, подобро е, ние затоа и во Систина често им збориме на родителите, подобро е да сме у контакт. Подобро е да се видиме, да видиме дали вистина има проблем со столицата или не, отколку да користиме било каква стимулација за празнење на цревото. Така. Многу е подобро. Апсолутно. Тука можеме да ги отвориме телефоните. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со ова за што зборуваме во моментот, слободно јавете се и секако ќе добиете одговор. Сега да одиме после првата година. Како тука сега да се процени дека детето има проблем? Се случува ли да се јават хронични проблеми со столица доколку исхраната е неправилна? Значи, хронични проблеми со столица кај деца се релативно доста ретки. Значи, не да ги нема, ги има, но сепак се ретки. Постојат одредени клинички кондиции, болести, состојби кои што може да доведат. Но тие се исклучок, не? Но тие се релативно ретки. Повеќе тоа е функционални, да кажам, функционална констипација, така го велиме тоа, нели? Како што покасно велиме и појава на еден фантомска стомачна болка. Тоа е исто така еден, као термин е интересно. Кога збориме за децата над една година, значи и за децата но особено за децата над една година, морам да кажам дека ако направите анализа што децата над една година јадат и направите разговор со родителите, ќе видите дека начинот на исхрана на родителите е многу сличен на исхраната на детето, односно детето се прилагодува на исхраната на родителите и многу често во детската храна се појавуваат, значи во она што децата го конзумираат, храни кои баш ние не сме многу срекни што ги јадат. Тоа е внесна екстремна количина на шекери во посебна форма, како што се, да речеме, шекери од типот на чоколадо, да речеме, затоа што тие чоколадите имаат многу млечни масти. Затоа тие знаат да дебелеат, да кажеме. И они дел од чоколадите може да направат запек. Да кажам, нели, умерена констипација. Меѓутоа, она што е најтрагично, што децата не се хранат со здрава храна. Значи, кога ќе кажеме здрава храна, тоа значи интегрално овошје свежо, тоа значи балансиран внес на протеини, а што ќе рече на минимум 5 дена во неделата да јадат месо, месната оброка, да кажам, нели, месо со зеленчук. А кај нас најчесто користените храни, значи зборам, направите анализа, ќе видите, во Македонија најчесто користена производи од зеленчукот ви се компир и ориз, кој што по принцип у старт оризот се дава кај деца кои што имаат диареја за да им ја стегне столицата. И сега на тоа додадете оној феномен јадење на смоки, чипс, например, сите оние храни кои што се често интересни за децата интересни, тогаш не е сомнено дека може да се појават такви проблеми. Имаме двајца гледачи на линија, да ги вклучиме. Добар ден, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете, кој е вашето прашање? Поздрав до докторот. Значи сега не прашувам за забег, меѓутоа имам бебе 4 недели и сега не знам дали е нормално 6 до 8 пати во денот, значи има столица. Нормална жолта сорилица. Сега дали е тоа нормално не знам и колку месечно треба првиот месец да добие во грамажа, во килажа. Така. Значи бебе со надоење. Надоење, на каков начин, на каква исхрана е, дали е надоење бебето? Бебе надоење, да, 4 недели старо дете, по принцип може да има слободно, немојте да се плашите, златно жолти столици, 8 утек на денот, нема никаков проблем.
дури е добро, значи динамиката на цревото покажува дека е добро. Обично во првиот месец децата растат околу 800 грама, 900 грама до кило отприлике, ама после веќе во вториот месец знатно помалце растат во тежина. Тоа е затоа што мајчиното млеко во првиот месец се вика колострум како млеко и содржи доста висока концентрација на протеини. Колку е повисока концентрацијата на протеини, толку децата повеќе растат. Така. А после првиот месец се формира така наречено зрело млеко, кој има помала концентрација на протеини и затоа веќе вториот или третиот месец не качуваат децата толку многу во тежина. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Се исклучи? Ако ова кога така, сме ке растат во тежината, само да напоменам, замислите едно дете кој е родено 3 кила и порасне на пример 900 грама, тоа е 33% од тежината, нели? Да ја зголеми за само еден месец. Замислите еден човек кој што има 70 килограма, 20 килограми да се здебели за еден месец. Значи, ако смеам така да го компарирам, нели, и ако може да се каже, меѓутоа кај децата е многу динамичен и брз растот и во целата прва година. И она што често се случува исто во амбулантите педиатриски секаде, тоа е дека управо заради небалансираниот внес на храни постепено таму некаде 5 и 6 месец, у суштина почнуваат децата да пројавуваат вакви проблеми со констипација. Так, тука треба да го закружиме денешниот разговор. Ни останаа уште многу прашања на кои што би можеле да разговараме. Се надевам дека ќе бидете повторно дел од НУЕН+, кога ќе поразговараме за тоа дали може обстипацијата да биде од емоционална природа. Да, и тоа е, да. Фала многу. Ви благодарам. Тука завршува денешното издание на НУЕН+. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.